ден, добри луѓе, односно среќен ви ден, среќни луѓе, екипата на Алфа телевизија на државна алтарина на Македонија денес е во Прилеп. Градот, како што уште е наречен под Маркови кули, градот на тутунот, но од денес и градот кој што ќе го има новиот среќен добитник на државна алтарина на Македонија. Инаку во моментов се наоѓаме во најстрогиот центар на самиот плоштад. Од оваа страна е споменикот на Крале Марко, а во мојата позадина сигурно ја гледате саат кулата што представува гордост на прилепчани, кула што е изградена во 1858 година, висока е преку 38 метри, малку е накривена, кој знае, може би за среќа. Нам сега ни останува само да видиме кој ќе биде среќниот добитник. Во позадината се наоѓа впрочем и продажното место Маргаритка, каде што денес сме упатени, секако со некој случаен минувач. Ќе видиме кој. Добар ден, господјо. Дали имате време едно 5 минутки да се испробате среќата? Зошто? Вие сте искра. Ние сме искра, да. Со задоволство те гледам на телевизија. Мило ми е, ама нема ништо да вложите. Нема што да изгубите. Може само да добиете. Ова ќе го добиете секако греб од државната на Македонија и треба да појдеме во продажното место да изгребеме таму една гребка. Фала многу да сте ми. Штета. Како и да е. Многу си симпатична, да ти Ви посакувам во сите случаи убав ден. Фала многу. Среќен ден нема што. Не сум, јас сакам да бидам убаво дотерана. Сте, и тоа како сте дотерана, права господја. Убав ден во секој случај ви порачуваме. Додека се упатуваме кон продажното место. Добар ден, среќен ден. Добар ден. Како сте? Добро. Дали сакате да се испробате среќата? Јас среќа. Не се зна, еве среќа, што се сретнавме како за почеток. Гребки, само ќе гребеме. Немам јас гребки, ништо не ми паѓа. Овие 7 ќе си ги добиете, ќе си ги гребете дома, а сега треба заедно само една гребка да изгребеме во Маргаритка. Може? Ајде. Да се запознаеме прво, може ли? Јас сум Искра. Јас сум Наде, ви гледам на телевизија. Добро, Наде. Господја Наде, добра сте важно. Каде си бевте трнати? Малку на воздух, покуповка, малку и да купувај. Да, ова е Нека време во убаво денес. убаво. Најстрог центар сме, така? Јас ја споменав саат кулата, онде биле Марковите кули, поради кој што така, нели, Прилеп се нарекува градот под Марковите кули. Друго што да споменеме за околинава? Тутунот. Овде се одржува и пивофест, така? Марко Цепленковски. Ете така, убаво. Така, секако овде толку не мачиме многу. Оставете си ја торбата овде, ние ќе си влеземе внатре. Ајде. Ова ни е господја Нада. Здраво, велете. Застанете си овде, Нада. Ова е Сонја, не знам ли се знаете? Не. Имате овде влезено, купено некогаш? Немам, да, поќе купувам. Добро, од сега понатаму ќе си знаете кој ви е среќното место, така? Ајдеме. Сонја, гледам дека е најстрог центар. Да. Многу луѓе има овде, претпоставувам често знаат да дојдат да си изгребаат некоја гребка да уплатат улото. Да. Да? Да. Што до сега вака се најголемите добивки со кои што би се пофалиле? На рибката имавме милионер, имаме доста шески. На калинката имаше сега брсо 70.000. Има доста убави добивки. Да. Нада, ваша омилника гребка која е? Која најмногу вака си? Сите сум земала. Од сите сте Сега, земе. која шучи ми? Значи, знаете сите да ги гребете како треба, така? Како не. И до сега ништо среќа, ништо. Ај сега ќе видите, па се надевам. Што ќе гребеме денес? Милионер. Милионер. Имаме гребе. Нема лошо да Ајде. биде милионер да бидеме, така? Повелете. Одберете си една. Пред да ја изгребеме, Нада, ја само да подсетам дека имаме 2 пати по 10 милиони динари, така Сонја, и 8 пати по милион. Убаво би ни дошло, нели? Еве вака. Повелете, со среќа. Со среќа. Треба 30 да ни паднат, ништо компликувано. Па тоа е убаво кај гребката, не треба многу да мислиш, само да си имаш среќа и да си пробаш секако. Имаме милионер, имаме мега милионер, така? Да. И други парични добивки. Само позитивно, Нада. Никогаш не се знае. Треба само да сме си упорни, да си гребеме, па ќе видиме што ќе добиеме. Рековме убав ден, случајно си се сретнавме. Во случај да падне некој милион, што ќе направиме со него, Нада? Ќе го чистам од Ама голема екипа си. Не верувам, ама јако. Има пари за сите сега. Тоа е.
Милионери исто така претпоставувам и оваа гребка си ја купуваат луѓето, така? Да. Сите се трошат. Ајде да видиме сега што имаме. Дали имаме 30? Ајде, гледајте. Нека догреби до. Ајде. А може и компјутерче да кажа, Да. ако не гледаме доволно добро. И ово ми треба. Чиста сметка, долга љубов. 300 денари. Како не? Ау, добро, Веќе- ајде, 300 Повелете. денари. Вака сега да ве праша. Ете, не сте добивале ништо. Ете. Инаку добивте два пати влогот всушност, така? 150 чини самата гребка, вие добивте 300. И сега вака, имаме варијанти. Може да си ги земете веднаш 300 денари да си заминете. Може да си земете 150, да си земете уште една гребка. Може да тие 300 си земете повторно две гребки на друго место си ги гребете. Како сакате така? Не, вака овие да си ги земам. Ќе си ги земете паричките? Да. Во пари? Добро. Ако за почеток добро. Еве, Леле повелете. супер. Благодарам. А што планираше Нада сега да си купи некаде вамо? Ами ништо со овие. Имам за кои се овие? Да. Не, сигурно си бевте излезена си купите Не, нешто си имам и там. за појќе работи за купување. Па еве згоре на тоа 300. Но Да. Нада и тоа не се. Овде имате 7 калинки. Кои што ќе си ги земете со вас, ќе си ги гребете со кого сакате, каде сакате, кога сакате. Добро. Благодарам. Ќе ми кажете после ако има и тука нешто добитно. Ова веќе многу ветува, да знаете, за почеток. Добро и ува вака. И тоа си е ваше, така, да си го затвориме, да си го запечатиме и да си го скриеме, така? Ете така. Повелете, Нада, многу ви благодарам и јас. Па се гледаме наскоро повторно. Со среќа и гребењето. Сонја, ви благодарам и вам, а ние сега се враќаме во студио да видиме кои наши гледачи денески имаат ваква среќа.